По барање на сопственикот на хотел Шагал Петре Ангелов, Советот на општина Виница повтор пат расправаше околу актуелниот концесионер на топлите води кај село Истибања. На негова иницијатива беа покренати повеќе барања до надлежните институции за утврдување на законитоста во постапката за концесионерство и висината на надоместокот кој треба да го добива општината. Дали сумата од 1.103.000 денари, од кои 80% одат во општинската каса, само 20% одат во државата, а која ја плаќа концесионерот Зиг Брегалница на годишно ниво, е реална или не? Досегашните одговори од надлежните органи, меѓу кои последниот беше од Државниот инспекторат за техничка инспекција, не ги задоволија барањата на Советот и на иницијаторот. Според дел од советниците, имајќи го во предвид капацитетот на изворот од 65 литри во секунда топла вода, сметат дека општината треба да инкасира годишно околу 280 до 300.000 евра, а не 12.000 евра како досега. Советот побара при следниот инспекцијски надзор, кој треба да утврди колку вода дневно троши концесионерот, да биде присутна и комисија од Советот во придружба на стручни лица. Домашната компанија Provident Foods Group, која преработува околу 500 тони црвени пиперки, бара подршка од Советот, општината да покрене иницијатива до Министерството за земјоделство за издавање под закуп на државно земјоделско земјиште со површина од 8 хектари, на кое истата фирма најавува изградба на преработувачки капацитет со откупен центар кој ќе вработи 120 луѓе и ќе има 500 кооперанти. Носителот на целиот проект, Идеја Агро Дојел, вели дека имаат најдено партнери од Русија и е договорено производство во вредност од 5 милиони долари. Советот даде едногласна подршка на целиот проект, но првите чекори во реализација на истиот ќе мора да ги преземе подрачната единица на Министерството за земјоделство. На денешната седница советниците пред освојување на нацрт буџетот ги прифатија сите програми на спортските и други издруженија, чија финансиска тежина ја заокружија на сума од 2 милиони денари, од кои најголем дел 1.200.000 денари ќе одат за подршка на спортските клубови, најмногу за Слога 1934 во висина од 1 милион денари. Овие средства кои беа одобрени ќе го надополнат нацрт буџетот кој е проектиран на 263.842.000 денари, од кои само основен буџет е 108.300.000 денари. Со 9 гласа за и 6 против беше усвоен нацрт буџетот, пошто ќе следува јавна расправа со местните заедници, со бизнис заедницата и со невладиниот сектор на 16, 17 и 18 декември. Советот ја усвои и програмата за свечен дочек на новата 2016 година.